Ваша екселенцијо, светот годинава одбележува 400 години од смртта на Сервантес. Што е оно што го прави Сервантес бесмртен? Малку е тешко да избереме, да издвојуваме тоа што Сервантес го прави бесмртен. Мислам дека целиот негов живот и работа, меѓутоа би сакал само да спомнам дека тоа што може би го прави бесмртен е неговото дело, модерното дело на Дон Кихот, кој што во тоа време стана бестселер. И ден денеска се чита, меѓутоа тогаш е бестселер и ја би го издвоил делото на Дон Кихот. Станува збор за една новела сатиричка на времето, меѓутоа и многу едноставна за читање и тогаш беше тоа многу побарано, меѓутоа сама по себе книгата, значи делото е има многу вредности, значи и сама по себе, значи вклучува многу вредности како што е честност на сите луѓе и тоа е тоа што го прави многу неспоредлива, да речам. Што значи за Македонија и за музеот на град Скопје вклучувањето во големиот јубилеј? Што значи конкретно изложбата на Владимир Георгиевски? Сликарот Георгиевски преку една визуелна представа ни овозможува уште еднаш да прогледнеме на тоа што го Сервантес го има напишано и тоа што го представи денеска Георгиевски е различна од Доре, меѓутоа е повеќе актуелна. И тоа што нас не трогна е што он го покани Дон Кихот да дојде тука во земјава и да биде заедно со него и да се бори против сето тоа што он мисли дека е неправда спрема книгата. И тоа што сликарот Георгиевски го има следено низ цел живот, како што и он спомна самиот денеска, од почетокот, значи на неговиот од студиите и како се дружил цело време со Сервантес и со книгата Дон Кихот. Можете ли да ни споменете дали од другите активности што амбасадата ги презема овде во Македонија во однос на овој јубилеј? Ние за оваа година планираме една низа на активности кои што ќе се реализираат во текот на целата година. Сега моментално наредната недела веќе планираме неколку активности кои што ќе се реализираат во Националната библиотека. Почнувајќи имаме еден концерт со студентите од Факултетот за музички уметности. Ќе имаме исто читање на дела на Дон Кихот од исто студенти по шпански и едни други активности кои што таму ќе се реализираат и можеби вреди да спомнам дека во тек е една изложба и други активности, нешто комична е за Дон Кихот, меѓутоа за тоа во текот на годината ќе видиме кога и како ќе се реализираат активностите. Значи, библиотеката имаше идеја да ги спои двете годишници на Шекспир и на Сервантес, пошто почина истата година, така да ова година е одбележување на двајцата познати писатели.